Ja sam Žaklina, trener za ličan rast i razvoj, coach pod supervizija, a vi ste na kanalu Ti možeš i dobrodošli v novo to video. Tema na ova video ki bude četvrti od Jazik na ljubav na Gary Chapman. Ova je jedan ciklus koji što ja go snimam mnogo dolgo, iako mislim neka je bitno da imame znanje i soznanja za jezicite na ljubovta, zato što bi bilo ulovo koga bi si go znale svoj jazik na ljubovta, odnosno bi znale kako sakame partneru da nije izrazila svoja te ljubav i obratno, i deka mnogo работи bi bile pojednostavnije i bi se izbegnile mnogo konflikti, mnogo pretpostavki, me saka, ne me saka, ma treba vaka, ne treba taka, koga bi bilo taka se idealno, ne bi imale konflikti v odnosite, i to ne samo bračните, partnerskите, pa i sosite drugi. Ja skažem na početok od ušte koga počnem da go snimam ovoj ciklus, deka iako Gary Chapman zborova za bračните odnosi, работи со bračni partneri, ja smetam deka ljubovta i izrazovanjето на ljubовта, зборувањето на ljubовта на различни јазици и дијалекти исто bitna и меѓу партнерите кои што не се во брачни односи, меѓу тоа и меѓу пријателите и во рамките на семејството, секаде каде што се споделува љубов, и затоа мислам дека можеме да го прошириме знаењето кое што ќе го добиеме читајќи оваа книга и на сите други наши односи. Четвртиот јазик на Gary Chapman е јазикот на услужливоста. Искрено се размислував колку сум јас вистинска личност за да зборувам на оваа тема, а бидејќи јас овој јазик на услужливоста не го разбирам, односно го разбирам, меѓутоа не го разбирам како јазик на голема и длабока љубов, нити пак во моите меѓусебни односи сум барала од луѓето да бидат посебно услужливи кон мене, затоа што тоа некако сум го сметала како дел од карактерот на некој човек да биде услужен повеќе отколку да ми услужи мене. Затоа сметам дека јас сум вистинскиот човек кој треба да зборува за овој јазик, затоа што и јас сум научила нешто ново, меѓутоа и да помогнам на сите оние кои што се како мене да се обидат да видат од другата страна, односно да ги разбереме оние луѓе на кои јазикот на услужливоста им значи љубов. Gary Chapman преку различни брачни примери, преку нивните конфликти, неразрешени ситуации, практично се обидува да ни прикаже и да ни објасни едниот партнер секогаш се чувствува несакан, односно неговиот љубовен резервоар е празен, како што вели авторот, затоа што другиот партнер не му прави услуги или не завршува некои работи. И тоа другиот партнер го сваќа како отсуство на љубов, грижа, внимание. Реков јас не го зборувам тој јазик на љубовта, не ми е примерен, не го разбирам тоа како особен израз на љубов, некако ги сваќам тие работи како здраво за готово, работи кои се завршуваат или не се завршуваат, затоа што не мрзи, не сме одговорни, не ни се прави тоа денес, и тоа апсолутно го разбирам, нити пак имам очекувања од другите луѓе да ми бидат така услужливи и да завршуваат работи за мене, а дури сметам дека дел од тие работи едноставно луѓето ги завршуваат и за себе, не само за мене, односно не само за партнерот, па со оглед на тоа, со тоа не прават ништо посебно. Меѓутоа, тоа така го сметам јас. Луѓето на кои што примерен јазик на љубовта им е јазикот на услужливоста, очигледно ова многу им значи, па како што реков, ако имаме такви во нашата околина, тогаш ако сакаме да им услужиме, ако сакаме да се чувствуваат повеќе сакани, вредни, важни, да им го дадеме она што најверојатно во детството им недостигало, тогаш имаме избор да го правиме тоа за нив и да им помогнеме да се чувствуваат задоволни и среќни поради тие најчесто ситни услуги кои ние и вака и така би ги направиле. Се чувствувам цело време потреба некако да се дообјаснам. Еве да речеме на некои луѓе многу им значи нивниот партнер да им готви, а јас секогаш тоа сум го разбирала како нормално. Според мене готвиме затоа што треба да готвиме, ни се јаде, сакаме да готвиме, и од сите тие причини заедно секогаш кога јас готвам за некого, готвам и за себе. Независно дали готвам за себе со тоа што ќе го јадам, тоа што го готвам,
или готвам за себе за да се чувствувам исполнета, задоволно, среќна, односно затоа што готвам нешто за некој што го сакам и што ми значи. Се разбира, правам разлика меѓу тоа во готвење секојдневно, технички да не речам, само заради тоа дека треба да се јаде, па немаме време и на брзина ќе приготвиме нешто и ќе јадеме сите, и во она што е со љубов и внимание подготвено, па потоа така сервирано. Верувам во тоа дека јадењето кое така го приготвуваме многу повкусно, затоа што е со љубов правено. Од друга страна, кога би отишла на гости кај луѓе кои ги сакам и почитувам, мене лично би ми значило многу повеќе времето што ќе го поминеме заедно, разговорот ќе ми биде доволно за да се чувствувам убаво, а ова е сето само на дополнување, затоа што мојот примарен јазик на љубовта е квалитетно поминато време. И мене искрено многу повеќе би ми значило човекот кој ќе ми дојде или ќе му отидам на гости или со кој ќе излезам некаде и седнам, да разговараме, да биде присутен, да ме гледа во очи, да биде емпатичен, отколку да ми направи некои услуги или доколку му отидем на гости да биде полна трапезата. После сето ова сваќам дека на таа друга личност можеби многу повеќе значи тоа што ќе биде полна трапезата и јас ќе уживам во храната отколку разговорот. Иако мислам дека слични луѓе се привлекуваат, се дружат, па најверојатно би го зборувале истиот јазик на љубовта, но тоа не значи дека секогаш е така. И со партнерите, и со брачните партнери со кои сме долги години, може да ни се случи да ги промашиме тие јазици на љубовта, токму затоа што во почетокот на секоја врска најверојатно, според мене, изборуваме сите 5 јазици на љубовта, односно се трудиме и да даваме комплименти, убави зборови, да ги вреднуваме нашите партнери, потоа даваме подароци со повод или без, поминуваме квалитетно време, значи посветени сме еден на друг, си правиме услуги едни на други, сакаме да си угодиме и физичкиот допир ни е исто така битен и овде не мислам само на интимните допири, туку и на прегратки, бакнежи, на држење за рака, но со текот на времето се фокусираме на оној јазик кој што најверојатно ни е или најлесен или кој што за нас значи изразување на љубов, а тоа може би и не е така за партнерот. Она што мене ми е интересно, затоа го дадов и примерот со јадењето, за мене тоа се подразбира, јас го правам тоа за луѓето кои што ми се драги, меѓутоа за мене тоа не е израз на љубов. Јас сакам да го правам тоа, јас уживам во тоа. И размислувам сега дека може би не сум го ставила јас тоа секогаш на прво место, а може би на некои луѓе тоа им значи. Мене дури претераната услужливост може да почне да ме нервира, ми делува неискрена и чувствувам во сето тоа некоја подреденост, некоја инфериорност, кога некој претерано се опитува да ми услужи, да прави работи за мене, особено работи кои што можам да ги правам сама или да ги правам и јас, а тоа претпоставам доаѓа од моето воспитување, од моите уверувања дека јас можам многу работи на овој свет да правам сама, иако порано беше можам се, па не ми треба ни помош и така натаму, меѓутоа со текот на годините тоа се промени, сакам да споделувам, сакам луѓето да ми помагаат, научив да барам помош. Сепак мислам дека за работите за кои можам да ги направам сама, или работите кои ги правам и за мене, или работите кои што ги правам повеќе за да бидат направени, дека тоа за мене лично не е битно, а во никој случај не е израз на љубов кон некој. Меѓутоа, тоа сум јас, како што реков, мојот јазик на љубовта примарен е квалитетно поминато време, потоа доаѓа секундарен физичкиот допир, а ова услужливоста може и не мора, ќе помине и без тоа. Не дека јас не уживам во тие мали ситни услуги кои луѓето ги прават за мене, не дека не сакам да ги правам за луѓето, меѓутоа можам да живеам и без тоа. И токму затоа мислам дека јас сум вистинскиот човек, како што кажав, да ви го објасни ова, дека на некои луѓе таквите наши мали услуги, работите кои ги правиме за нив, им значат многу. И тоа е асоциација на љубов. И така тие знаат, веруваат, мислат дека ние ги сакаме. Кога ние им ги скратуваме таквите услуги, тие луѓе се чувствуваат несакани. Наше е да бидеме малку посвесни, пофокусирани, поконцентрирани на луѓето кои ни се блиски, на луѓето
кои ни значат, со кои ни значат да одржуваме односи, па доколку тоа им значи таквите ситни услуги, тогаш да ги правиме за нив, како што впрочем очекуваме, колку ние и да не очекуваме. Очекуваме луѓето да го почитуваат и зборуваат нашиот примерен јазик на љубовта. Ако постои постојана размена, не е ништо тешко да се зборува јазикот на љубовта на партнерот, напротив е пожелно, како што и ние несвесно очекуваме да го разбере и зборува нашиот јазик на љубовта и не само јазикот, туку и дијалектите. А услужливоста како дел од карактерот кај некои луѓе е изградена најверојатно затоа што имале услужлив родител дома кој преку услужливост е искажувал својата љубов. И ако вашите партнери се услужливи или премногу услужливи, опитете се да уживате во тоа или нежно да им кажете кога ќе се чувствувате дека е тоа претерано, кога ќе се чувствувате пригушени или можеби дури и неспособни. Ете сега не можам ја да го завршам ова, мора тој се да прави за мене, тоа мене не ми треба, ништо не ми значи. И тогаш можеме да бидеме дури агресивни или конфликтни. Меѓутоа, ако гледаме дека на партнерот, пријателот, некој член од семејството, тоа многу му значи, можеме нежно со избрани зборови да му кажеме дека нема потреба, дека ние го почитуваме тоа, меѓутоа не мора толку да се троши, не мора толку енергија да вложува, не мора секогаш да ни биде на услуга. А ако и тоа не помага, тогаш останува нели од страна да гледаме и да се опитаме колку што може повеќе да уживаме во неговата услужливост. А доколку нашиот партнер има потреба, значи независно брачен партнер, пријател или член на семејството, тогаш да го направиме тоа за него, затоа што ние правиме работи за луѓето кои ги сакаме, па дури и кои секогаш не ни одговараат, се разбира и во тоа треба да имаме мерка, граница, баланс, а не да се потиснуваме себе си, да одиме против себе, да се нервираме и јадеме внатре. Значи да се обидеме да најдеме некој баланс, ако сакаме да го задржиме тој однос, таа љубов да ја искажеме, да ја покажеме, тогаш да направиме оноко колку што можеме и да бидеме пољубезни тогаш кога нема да го правиме, тогаш кога ќе одбиеме или да кажеме дека ние не разбираме, не сваќаме, дека тоа е голема работа, дека тоа е нешто многу значајно и дека најчесто не е ни поврзано со другиот. Туку ете, со нашата мрза, со нашата незаинтересираност, со нашето згледање на нештото дека не е толку важно колку што можеби и е на другата личност. А ако сте услужливи по карактер, обидете се да видите дали на луѓето на кои ги правите тие услуги тоа им одговара и дали воопшто тие го сваќаат како израз на љубов или го земаат како здраво за готово. Ако вашите партнери, пријатели, роднини со кои стапувате во односи очекуваат од вас да бидете услужливи на тој начин да им ја покажувате својата љубов и приврзаност и тоа дека ги вреднувате и почитувате, тогаш правете го тоа за нив онолку колку што не се коси премногу со вас. А ако дојде до тоа, дури и пред тоа се разбира, најдобро е да седнете и да поразговарате, да расчистите, да видите кому што му значи, кому што му одговара, па повторно да се обидете тоа да го ставите во баланс и равнотежа и едноставно на луѓето кои ги сакаме да им даваме љубов на оној начин на кој што тие се подготвени да ја примат и да ја разберат. Сепак, според мене е најдобра варијанта да можеме на сите тие 5 јазици од љубовта помалку, повремено да зборуваме, да бидеме и оние кои дават комплименти, оние кои прават услуги, оние кои имаат физички допир и уживаат во нив, и оние кои што се услужливи и оние кои што поминуваат квалитетно време. Затоа може би мојот јазик е квалитетно поминато време, затоа што според мене тоа квалитетно време ги опфаќа сите овие јазици на љубовта помалку или повеќе. Низ разговорот и квалитетно поминатото време можеме да разменуваме и убави зборови, да дадеме поддршка и да го вреднуваме другиот и да го пофалиме. Можеме да дадеме подарок, јас лично можам да го сметам како подарок и времето кое тој човек го отделил да го помине со мене. Можеме да бидеме и услужливи во сиот тој процес, да се допираме физички, гушнеме, бакнеме, прегрнеме, држиме за рака. Мојот јазик квалитетно поминато време, мислам дека подразбира помалку од сите јазици, зависно од потребите и желбите на оние што комуницираат. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам да ги зборувате сите јазици на љубовта и нивните дијалекти, да работите на тоа. Сакајте се, зборувајте ги јазиците на љубовта кои што ги знаете, учете нови.
поминувајте квалитетно време со оние кои ги сакате, чувствувајте се убаво, бидете добри и носете се колку што можете подобро со силна што не е така. Јас ви посакувам убав ден и се гледаме во следното видео со некоја нова тема.